Здраво, јас сум Слободан Алексов, приватен професор по математика. Ова е видео лекција број 3, плоштина и периметар на паралелограм, ромб и ромбоид за потребите на реномираниот сајт Математика МК. Ќе објасниме формулите и ќе решиме неколку карактеристични примери. На оваа скица ви е даден еден паралелограм. Паралелограм е геометриска фигура која што има два пара паралелни страни. А со А си е паралелно, Б со Б си е паралелно и у суштина има две висини. Едната висина е ХА, која што е спуштена спрема страната А, другата висина е ХБ, која што е нормална на страната Б. Плоштина на паралелограм е А по ХА или Б по ХБ, основа по висина. Тоа е формулата за плоштина на било кој паралелограм. Периметарот е исто како за периметар на правоаголник. Два пати во заграда А плюс Б, бидејќи имате две страни А и две страни Б. Сега, ако имате страната, двете страни и аголот помеѓу тие две страни алфа, и од тригонометрија знаете дека ХА врз Б е синус од тој агол алфа, од тука висината ХА е Б по синус алфа. Така да, ако плоштината е А по ХА, наместо ХА, ако замените Б синус од алфа, за плоштината ќе добиете А по Б по синус од алфа. Тоа е уште една формула за пресметка на плоштина на паралелограм. Ќе се помножат страните по синус од аголот што тие две страни го зафаќаат. Тоа се формулите, сега ќе одиме на задачи. Задачите се од збирката од гимназија. Пресмета плоштината на паралелограм ако е дадено под А страната А 12 см и незината висина ХА 8 см. Си цртате, си правите скица, ги правите висините, запишувате што ви е дадено е А 12 и ХА 8. Плоштината се пресметува по формула А по ХА, наместо А ставате 12, наместо ХА 8, 12 по 8, 96 см квадратни. Нешто слично и под Б, само сега ви е дадена страната Б и висината ХБ. По формула Б по ХБ заменувате наместо Б ставате 20,5, наместо ХБ 15,4 и ја добивате плоштината 315,7 см квадратни. Наједноставен пример за пресметка на плоштина на паралелограм. Нов пример, пресмета плоштината на паралелограм ако се дадени двете негови страни и аголот меѓу нив. Дадени се страната А, страната Б и аголот меѓу нив. Треба се најде плоштината. Плоштината, рековме, се пресметува по формула А по Б по синус алфа. Заменувате наместо А ставате 5, наместо Б ставате 4, наместо алфа ставате 30 степени и ќе имате 5 по 4 по синус од 30. 5 по 4 ви е 20, а синус од 30 е една половина, 20 со 2 ви се крати и добивате 10 како резултат. Плоштината е 10 см квадратни. Овде е решена само под А, под Б и под В е потполна аналогија. Нов пример, пресмета плоштината на паралелограм чии висини се ХА е 6 см и ХБ е 4 см и аголот меѓу нив е 30 степени. Треба да најдете плоштината, дадени се двете висини. ХА е 6 и ХБ е 4. И е познато дека аголот меѓу тие висини, меѓу висината ХА и ХБ, овој агол е 30 степени. Сега, битно што е, агол меѓу висините е еднаков на агол меѓу страните. Овој агол овде од 30 степени е исто што и овој агол алфа помеѓу страните. Така да, алфа е еднакво на 30 степени, исто како што е аголот овој овде кај помеѓу двете висини. Сега, плоштината може да се пресметува А по ХА и Б по ХБ. Вие висините ги имате, кои ќе замените висините, наместо Х ставате 6,
наместо ХБ ставате 4 и добивате 6А еднакво на 4B. И од тука само А ќе биде 4B врз 6, или ако се скрати со 2 ќе биде 2B третина. Ова е врска помеѓу А и Б. Меѓутоа вие имате две непознати, ама една врска. Ви треба сега вака, од тригонометрија, овој триаголник овде е правоаголен триаголник и за него според тригонометриските функции ХА врз Б ви е синус од алфа, односно синус од 30, односно 1/2. Значи, Б ќе ви биде ХА врз 1/2, кој ќе замените за ХА 6 врз 1/2, за Б ќе добиете 12 см. И од оваа врска ќе го пресметате колку изнесо А е 2B третина, 2 по 12 врз 3, 12 со 3 кој ќе скратите ќе добиете 4, и 2 по 4 ќе ви даде 8. На тој начин ги определите страната А, страната Б, и сега плоштината е А по Б по синус од аголот алфа, и кога ќе замените наместо А 8, наместо Б 12 по синус од 30 ќе добиете дека плоштината е 48 см квадратни. Одиме наредна задача. Значи, плоштина на ромб. Да објасниме за плоштина на ромб. Ромбот е овдека на скицата, значи е паралелограм кој што сите страни му се исти, секаде е А, има две диагонали, голема диагонала D1 и мала диагонала D2, тие се сечат под прав агол и уште што е битно се преполовуваат, значи од А до Т еднакво на од Т до С и од Д до Т еднакво на растојанието од Т до Б. Формула за плоштина на ромб е D1 по D2 врз 2, а исто важи и P е еднакво на А по ХА, или има иста висина и овде и овде. ХБ е исто што и ХА, затоа што страните се еднакви. Сега, бидејќи ХА врз А е еднакво на синус од алфа, и ако се изрази ХА ќе биде А по синус од алфа, така да формулата за плоштина на ромб уште една е А на квадрат по синус од алфа. Значи треба да знаете страната А и овој агол алфа и ќе пресметате плоштината на ромбот. А и ова е една од почестите употребуваните формули, значи за плоштина на ромб. D1 по D2 врз 2. Периметарот е исто како кај квадрат, значи L еднакво на 4 пати по А. Еве сега задачка за ромб. Пресмета страната на ромб, ако едната негова диагонала е 10 см, а плоштината е 120 см квадратни. Значи А се бара да се најде, а дадена ви е диагоналата и плоштината. Ако замениме во формулата P еднакво на D1 по D2 врз 2, наместо P ставиме 120 и наместо D1 ставиме 10, 10 со 2 ќе ви се скрати, значи 120 еднакво на 5D, и од тука ќе го најдете D2 колку е. D2 е 24. И сега, овој триаголник овде е правоаголен триаголник со прав агол во темето С, а овие страни на катетите на тој правоаголен триаголник се половини од диагоналите. Така да страната А по Питагорина теорема ќе биде D1 половина на квадрат плюс D2 половина на квадрат, кој ќе се заменат D1 и D2 со соодветните вредности, се добива дека страната А е 13 см. Значи на тој начин се определи страната на ромбот. И уште еден пример за ромб. Одредија страната на ромбот, значи се бара страната А, чија висина Х е 4,8 дециметри, а помалата диагонала D1 е 80 см. Овдека е лошо малце скицирано, D1 е поголемата диагонала, ма нема врска. Значи, вие треба внимавајте, ова единица е дециметри, ова е сантиметри. Овие дециметри ги замените во иста единица да бидете, значи 4,8 дециметри се 48 сантиметри. Да имате и тука сантиметри, и тука сантиметри. Сега, бидејќи плоштината на ромбот е А по Х, а другата формула беше D1 по D2 врз 2, и ако замените наместо Х ставите 48 по А од едната страна, а од другата страна, ако замените за диагоналата 80 D2 врз 2, тоа е 40 D2,
И ако упростите равенката поделите со 8, ќе имате 6а еднакво на 5,2, односно а еднакво на 5d2 врз 6. Ова е врска, значи, помеѓу а и d2. Од друга страна, ја користите, значи, Питагоријната теорема за овој карактеристичниот овдека правоаголен триаголник, односно d1 половина на квадрат плюс d2 половина на квадрат е еднакво на а на квадрат. Ке замените наместо d1 80 на пола ви 40, ќе имате 40 на квадрат плюс d2 половина у заграда на квадрат е еднакво, а наместо а влагате овдека 5d2 врз 6, 5d2 врз 6 па целото на квадрат. Така да добивате една равенка со непозната d2, која што ја решавате и добивате дека диагоналата е 60 сантиметри. И сега, кога ќе добиете диагоналата 60 сантиметри, d2, заменувате овдека d2 60, ќе имате 60 со 6 ќе ви се скрати, ќе остане 10 и 5 по 10 дава 50. На тој начин ја определивте, значи, страната А на ромбот. Толку во ова видео лекција, се надевам дека ви се допадна. Посетувајте го сајтот eMatematika.mk, има многу корисни работи за математиката, а доколку имате потреба, можете да ме побарате за приватни часови. Благодарам за вниманието.